Животот на животот, жабата што леташе на небото. Тато, дали некогаш си видел полжавче со мали рачиња и нозе? Тој наскоро ќе се претвори во жаба. Вау! Би сакал и јас да го видам тоа. Тоа се нарекува метаморфоза. Аха, метаморфоза. Но, знаеш ли, тато, жабите ги јадат змии и птици. Тоа е тажно. Да, вистина е, но и жабите јадат скакалци и црви за да преживеат. Сето тоа е дел од правилата што ги создал животот на животот. Животот на животот? Што е тоа, тато? Кажи ми. Можеби кога ќе пораснеш малку повеќе, Шин. Не е. Сакам да знам сега. Те молам, кажи ми. Навистина сакаш да знаеш? Да. Сакаам. Добро тогаш. Слушај внимателно. И така, тато почна да раскажува приказна. Тоа беше приказната што неговиот дедо му ја раскажал одамна. Приказната за жабата што леташе на небото. Еве не, во Сатојама. Селска област каде што живеат многу животни. Во ноќта на полната месечина, откако беше засаден оризот, жабите почнаа со својот голем хор. Гако, гако. Ајде да прошетаме под месечината. Гако. Геко, геко. Ми се допаѓа твојата насмевка. Геко. Керо, керо. Те молам, омажи се за мене, керојам. Тоа беше големиот надпревар во пеење на љубовта меѓу жабите. Колку ли долго ќе трае? Летото помина и есента стигна на оризовите полиња. Од малечко полжавче, пионта порасна во силна жаба. Секој ден беше зафатен со јадење. Денеска фати скакалец, цврчок. Па дури и паук. Но еден ден. Голема змија го гледаше право во очи. Телото на пионта се замрзна од страх. Тоа беше опасен и смртоносен момент. О не! Ова е крајот. Ке ме изеде. Ги затвори очите цврсто и чекаше змијата да го нападне. Но одеднаш. Флап! 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 Силен ветер дувна и пионта беше фрлен во тревата. Полека погледна нагоре кон небото. И таму беше огромна птица, летајки со змијата во своите канџи. Воа! Пионта извика од шок. Некое време не можеше ни да стане. Есента стана постудена. И наскоро зимските ветрови почнаа да дуваат. Еј, пионта! Време е да се подготвиме за зима. Да се подготвиме. Што значи тоа, тато? Ке спиеме под земјата додека не се врати пролетта. Тоа се нарекува зимски сон или хибернација. За пионта тоа беше неговиот прв зимски сон. Тато, имам едно прашање. Што е тоа, пионта? Кажи ми. Пионта му раскажа на својот татко за денот кога речи си загинал. Потоа праша. Дали навистина еден ден ќе ме изеде змија? Зошто воопшто сум роден? Кажи ми, тато. Разбирам. Тоа е големо прашање. Може би се уште е тешко за тебе да го разбереш. Но сакам да знам. Кажи ми сега, тато. Добро тогаш. Слушај многу внимателно. Што ќе каже тато? Тоа е тајна за следниот пат, нека ви биде интересно да дознаете. Добро, сите, ви е даден живот како луѓе. Луѓето не се јадат како жабите. Тогаш, зошто сме родени? Ве молам, споделете ги вашите мисли во коментарите.